Ребалансот на буџетот ќе влезе во собрание идната недела. Следниот четврток пратениците ќе почне дебата за прекроената државна каса. Владата планира да собере за 2,6% повеќе пари во државната каса и покрај пониските приливи во првите 6 месеци, особено кај данокот на додадена вредност и акцизите. Планот е да се подобри собирањето на овие два данока и да се зголеми наплатата кај царините за 12%, кај данокот на добивка за 8,4% или за 27 милиони евра, кај данокот на личен доход за 1,4% или за 7 милиони евра. Повеќе пари треба да се соберат и од работниците по основ на пензиско и здравствено осигурување. 364 милиони евра треба да изнесува приливот од административни такси, концесии и неданочни приходи. Од продажба на замјоделско земјиште, општествени станови и дивиденда од Телеком би требало да се соберат 52 милиони евра. Вкупните расходи се зголемуваат за 5,6%. Кај расходите има поголеми плати и пензии и кратење на трошоци секаде каде што можело да се скрати и да се пренаменат средства. Најголемо е кратењето кај владата, од 84 милиона на 62 милиони евра. Буџетот на службата за општи и заеднички работи на владата се крати од 22 на 19,5 милиони евра. Помалку пари има за Министерството за односи со заедниците, Министерството за европски прашања. Очекувано, повеќе пари ќе добијат Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Се зголемува и буџетот на МВР. Се крати од буџетот на Министерството за одбрана од 327 милиони на 293 милиони евра. Кај ОТА буџетот се крати од над 5 на 3 милиони евра. Помалку пари ќе има и Агенцијата за национална безбедност. Дел од експертите велат дека не е лош потегот да се намалат нивните буџети. Секако сигурноста на граѓаните на Македонија е на едно од првите 3 места, но креирање на, условно да кажам, на атмосфера каде што би се инвестирале и не се знае каде се трошат и како се трошат тие средства, преку набавки, ако ги земеме од претходните години за шпионирање, за обсервирање, надледување, мислам дека таквите трошоци треба да се намалат, бидејќи Македонија е премногу мала и повеќе фокус би требало да се стави на економијата. Гарантираната минимална социјална помош се зголемува за 13 милиони евра. За здравствена заштита ќе има дополнителни 28 милиони евра наменети за здравствено осигурување, боледувања и исплата на обврски. Индустриските зони ќе добијат плюс 16 милиони евра. Земјоделците треба да добијат за 28 милиони евра повеќе пари за субвенции и исплати. Повеќе пари ќе има и за студентски оброк и стипендии. Предвидена е реализација на проектот за реконструкција на студентските домови, како изградба на физкултурни сали во основните училишта и рехабилитација на основните и средните училишта.